На предстојните локални избори на 19 октомври 2025 година, право на глас имаат 1.832.415 избирачи, од кои 112.000 се на привремена работа во странство, 2.162 во притвор или затвор, а 450 во домови за стари лица. Државната изборна комисија го заклучи избирачкиот список и информира дека гласањето ќе се одвива на 3.480 избирачки места, од кои дел со мал број избирачи ќе се префрлат на најблиско место. Со ждрепка е утврден редоследот на партиите и кандидатите на гласачкото ливче. Во Њу Јорк е одбележана 30 годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Македонија и САД. Председателката Гордана Силјановска-Давкова учествуваше на настанот и истакна дека сака партнерството да продолжи уште многу години, особено во моменти кога меѓународната поддршка е значајна. На настанот беа присутни македонски дипломати, представници на американските институции и членови на македонската диаспора. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска изјави дека владата презема чекори за зајакнување на пазарот на капитал и олеснување на пристапот на компаниите до капитал. Таа нагласи дека новиот законодавен сет и меѓународните меморандуми ќе ја зголемат ликвидноста и конкурентноста на домашните фирми. На 1 и 2 октомври во Скопје ќе се одржи дигитален самит, кој ќе собере повеќе од 800 учесници од Македонија, регионот и Европа. Настанот има цел да ја позиционира Македонија на мапата на дигитално развиени држави. Главен фокус ќе бидат теми како дигитален идентитет, дигитален паричник, сајбер безбедност, дигитални услуги, иновации и вештачка интелигенција, а ќе се дискутира и за модернизација на јавните услуги и подобрување на конкурентноста на економијата преку дигитализација, најави министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски најави дека до крајот на септември ќе биде избран изведувач за изградбата на автопатот Скопје-Блаце. Според планот, градежните работи треба да започнат во текот на следната година и да траат околу 2,5 години. Проектот се реализира со поддршка од ЕБОР, а Николовски откри и дека досега имало сомнителни постапки со зголемени трошоци и нерегуларности во подготовките за трасата и проектирањето. Последните врнежи од дожд се оценети како многу корисни за земјоделството, бидејќи ја зголемуваат влагата во почвата и позитивно влијаат на развојот на посевите. Стручњаците посочуваат дека и покрај тоа, земјоделците треба да продолжат со редовна грижа за културите, со навремено ѓубрење, заштита и подготовки за предстојниот период, за да се обезбеди добар и стабилен принос. Митрополитот Повардарски Агатангел упати повик до македонскиот православен народ масовно да учествува на Семакедонскиот православен христијански собор. Настанот ќе се одржи на 5 октомври 2025 година во црквата Свети Кирил и Свети Методий во Велес, во чест на празникот сите македонски светители. Тој истакнува дека соборот има за цел да го зацврсти единството на верниците и да ја потврди посветеноста кон верата и националниот идентитет. Српскиот премиер Ѓуро Мацут најави дека од следната недела ќе започне диалог со универзитетите во земјата. Тој вели дека ќе ги посети образовните институции, ќе разговара со нивните раководства и ќе ги слуша нивните идеи и предлози за подобрување на состојбите во високото образование. Во Србија се регистрирани 57 случаи на западнонилска треска годинава. Повеќето заболени се мажи 65%, а просечната возраст е околу 68 години. Најмногу случаи се забележани во регионот на Белград, 23 случаи, и Јужнобачки округ, 11 случаи. Европската комесарка за надворешни работи Каја Калас ги критикува изјавите на Доналд Трамп, изјавувајќи дека Европа не може сама да ја сноси одговорноста за украинската криза и повикува на заеднички ангажман од сите сојузници. Доналд Трамп потпише извршна наредба со која ја одобри продажбата на американските операции на TikTok на американски и глобални инвеститори, со цел да се исполни барањето за национална безбедност. Подпредседателот JD Vance соопшти дека новата компанија ќе биде проценета на околу 14 милиарди долари, што е пониско од некои претходни проценки. Наредбата предвидува алгоритмите да бидат под контрола на новата американска компанија и надгледувани заради безбедноста на податоците. Во Германија се забележуваат предупредувачки сигнали за економска криза. Иако некои сектори покажуваат отпорност, нестабилноста се шири преку глобалните потреси, енергетските предизвици и нискиот раст. Финансиските институции и влади бараат стратегии за заштита и стабилизација. Британската царина запленила 259.000 фалсификувани играчки вредни над 3,5 милиони фунти, од кои 90% биле копии на популарните кукли Лабубу. Властите предупредуваат на ризици како задушување, токсични хемикали и неисправни делови.
Иако 92% од купувачите знаат за фалсификати, повеќето ги избираат поради ниска цена, додека безбедноста останува во втор план.